Снегот кој интензивно паѓа во текот на вчерашниот и денешниот ден го отежна сообраќајот во Скопје. Според информациите од јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје, екипите постојано работат на расчистување на паднатиот снег и мразот по улиците. Приближно 80 работници се ангажирани за расчистување на централното градско подрачје, Старата чаршија, плоштадот и улицата Македонија, како и реонот околу градската болница, државната болница и поликлиниката Битпазар. Воедно се расчистуваат и посолуваат и пешачките патеки и тротоарите на мостовите со цел да се овозможи проводно движење на граѓаните. Како што информираат од предпријатието, екипите ќе продолжат со активности и во текот на ноќта. Дирекцијата за заштита и спасување будно ја следи состојбата и оттаму информираат дека доколку пристигне барање за помош, тие се подготвени да делуваат. Исто така, од Дирекцијата за заштита и спасување дадоа препораки до општините навремено да ги чистат улиците за да можат граѓаните безбедно да се движат. Од општина Ѓорче Петров информираа дека постојано се работи на расчистување на улиците и тротоарите во општината. Зимската служба на Ѓорче Петров изминатата ноќ фрли 30 тони сол при расчистување на снежните наноси. Ангажирана е 24-часовна дежурна екипа на надвозникот во населбата Даме Груев. Од општината додаваа дека според техничките можности денеска се насочени во руралниот дел од општината каде снежните врнежи се поинтензивни. Целта е да не настане одсечување на селата Орман, Кучково и Никиштане. Истовремено од општината им препорачуваат на возачите да возат внимателно и да не паркираат на улиците, со што би се овозможило непрекинато движење на возилата на зимската служба. Од општина Бутел информираа дека екипите на терен го чистат снегот по улиците во селото Љубанци и Љуботен, кои се во надлежност на општината. И од општина Газибаба информираа дека службите за справување во зимски услови на општина Газибаба заедно со јавното комунално предпријатие Газибаба 2007 се излезени на терен. 5 екипи во координирани акции кои се распоредени на неколку локации во руралните и урбаните делови интензивно работат на терен 2 дена. Од Газибаба велат дека чистењето е почнато на покритичните точки на високите места, како што се Црешево, Булачани, Раштак и Брњерци, како и на најпрометните улици у Горници, Коце Металец во Железара, во Ченто, улиците Јужноморавски бригади, Сречко Пужалка, Товарник 1 и 2 и Фуштанска. Потоа се чистеше снегот во населените места Железара, Автокоманда, Маџари, Ченто, Сингелич, Стајковци, Јурумлери, Трубарево. Општинските служби го расчистуваат теренот и пред градинките, амбулантите и тротоарите. Во сите акции досега се фрлени околу 100 тони сол и преку 80 кубика ризла. Вчера и денеска екипите на кризниот штаб се постојано на терен и ја следат состојбата со цел веднаш да интервенираат онаму каде што има потреба. Од општината исто така додаваа дека интензивната работа на Газибаба заедно со ЈКП Газибаба и град Скопје ја држат состојбата под контрола и засега нема одсечени села ниту населби поради врнежите од снег. Од Карпош пак соопштија дека во текот на изминатата вечер биле фрлени 35 тони сол. Денеска продолжи акцијата на зимските служби за чистење на снегот во Карпош. Ангажирани се 4 камиони кои главно се концентрирани на расчистување на повисоките места во општината, како Жданец, Трнодол, Средно и Горно Нерези и Бардовци. Дополнително се чистат и повеќе фреквентни улици: Варшавска во Тафталиџе 1, Њуделхиска во урбаната заедница Владо Тасевски, Ловченска во Козле и уште многу други. Според извештајот од регионалниот центар за управување со кризи во Скопскиот регион, непроводни се патните правци кон повисоките населени места на Скопска Црнагора, односно селата Брест, Танушевци и Малино во општина Чучер Сандево, а тие села немаат и електрична енергија. А во општина Киселавода непроводен е патот од Теферич кон Сопиште.